Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Спектар. Мој вечерашен гостин е агрономот Мирчевски Маријан. Добро вечер. Така, во текот на оваа емисија ќе зборуваме како до здрава храна и како до органско производство преку фирмата Еколинија, која што е единствен застапник за органски препарати за земјоделие. Како вовед, зашто станува збор? Станува за нова технологија на биолошки производи која што е започната во 80-тите години на минатиот век во Јапонија. Како технологија е измислена од јапонски научник, агроном Теруо Хига, кој што работел како професор на Универзитетот Рюкју на Окинава островите во Јапонија. Потоа е проширена во целиот свет во изминатите 15 години во Америка и во Европа, како и на просторот на Азија. Се работи за технологија на активни, ефективни микроорганизми, пред се за пробиотици, кои што се користат и во хуманата и ветеринарната медицина и имаат за улога да ја намалат употребата на антибиотиците во хуманата и ветеринарната медицина и употребата на хемиските пестициди во заштитата, односно фитофармацијата. На почетокот се одело како производи кои што ќе делуваат превентивно, меѓутоа со текот на време се увидело дека може да се остварат и некои куративни дејства на овие препарати. Имаме конкретни некои препарати кои што делуваат и како биолошки пестициди, односно имаат ударно дејство при појава на одредени болести и штетници кај растенијата. Иначе имаат широка примена во различни области на агрономијата, земјоделското производство. Конкретно се применуваат во поледелството, градинарството, цвеќарството, лозарството, овоштарството, во различните гранки на сточарското производство, односно во говедарството, свињарството, овчарството, козарството и пчеларството. И генералниот сума сумарум или заклучок е дека имаат изразито позитивно дејство на сите живи организми ако се применуваат на правилен начин и онака како што ги даваме упатствата за нивната апликација, односно примена. Сите зборуваме за органска храна, меѓутоа за да стигнеме до неа ни се потребни овие органски препарати. Какво е нивното дејство? Од што се составени на некој начин овие органски препарати? Овие органски препарати или по правилно адитиви, затоа што и како такви се водат и во европската како класификација на овие органски биолошки производи, значи како адитиви во растителното и сточарското производство, односно замена за вештачките џубрива и хемиските пестициди во растителното производство, односно замена за различните видови на антибиотици, витамини, хормони, адитиви во сточарското производство. Составот е од млечно-киселински бактерии од различни видови соеви, меласа, органска меласа, пивски квасец, 20 видови на лековити растенија, кои што се применуваат, му се познати на обично како лавандата, розмаринот, желфијата, камилицата, невенот, ментата. И заедно имаат смирувачко лаксативно дејство на организмот како на животните, така и во физиологијата на растенијата. Зошто се случува тоа, ќе ви објаснам на краток и концизен начин. Значи, овде се работи за млечно-киселински бактерии, кои што ја предизвикуваат млечно-киселинската ферментација, која што заедно со алкохолната ферментација е најстара ферментација која што му е позната на човекот во текот на историјата и во текот на неговата еволуција како битие. При таа млечно-киселинска ферментација, овие млечно-киселински бактерии кои што се од различни соеви, а иначе за информација на гледачите ги има во киселото млеко, јогуртот, киселата павлака, домашната маштеница, меѓутоа не во таков разноликост како што се во овие препарати.
Значи при таа млечно-киселинска ферментација се создава млечна киселина која што има улога на конзерванс, односно ги спречува трулежните процеси како во ке растенијата, така и во дигестивниот тракт на животните и ке пчелите. А исто така при третман на почвата во растителното производство ги спречува оние гнилежни процеси кои што ги напаѓаат кореновиот систем на различни видови на растенија. Тука пред се мисли на оние болести на физиолошка слабост, како што се питиум дебарианум, фузариум, вертицилиум, кои што се главен проблем при расадопроизводството во градинарството. Некои се уати како карантински болести во овощарството. И со помош на овие препарати се оди на постепено исфрлување на вештачките џубрива и хемиските пестициди во растителното производство, затоа што мислам дека поради нестручната примена на тие препарати, кога го гледате еден овощарник или било кој растителен насад како една комплетна биоценоза, покрај тоа што ги уништуваме оние штетни габи, бактерии кои што се причинители на болестите или штетни инсекти, ние ги уништуваме и оние инсекти кои што се корисни. И фактички се прави една стерилизација на тие монокултури кои што се гледуваат во овощарството, лозарството. Тоа ги имате и кај тутунот во Прилепско, кај што се сади монокултура, во градинарското производство, во услови на пластеници, оранжери, кај што се поради комерцијални причини принудени производувачите да одат на производство на само на одредена култура. И при тоа доаѓа до заситување на почвата со одредени токсини кои што се ослободуваат од примената на исти минерални џубрива во текот на подолг временски период, како и од примената на исти пестициди, пред се тука мислам на систематските фунгициди и инсектициди кои што вистина во почетокот на нивната примена имаат ударен ефект, меѓутоа со текот на време настанува резистентност кон тие препарати и тоа е причина да се зголемува бројот на третмани, а со примената на овие препарати ние целиме да се намали со текот на правилна примена на овие препарати. Ние тврдиме дека може да се намали бројот на хемиски третмани не само во области од земјоделието кај што се применуваат помал број на третмани, како што е поледелството во житариците или градинарството, туку и во поспецифични гранки на земјоделството, како што се овощарското производство, лозарското производство и производството на градинарски култури. Така. Значи, овие органски препарати, освен што се корисни за самиот производ, се корисни за самата земја, затоа што знаеме дека почвата е загадена, па нели голем дел од популацијата велат безпотребно е да користиме органска храна кога самата почва е загадена. Што се случува со користењето на овие препарати, затоа што нели пошироко делуваат овие препарати, не само на самиот производ? Постои многу погрешно мислење кај луѓето дека единствени штетни резидуи кои што стануваат во почвата се резидуите од хемиските пестициди. Меѓутоа се забарава на фактот дека со примената на вештачките ѓубрива настануваат нитрати и нитрити кои што ги загадуваат почвените води и кои што се исто така опасен причинител на болести кај луѓето. Конкретно се мисли на најтешките канцерогени болести. Со примената на овие препарати, со самото истиснување на постепено истиснување на примената на вештачките ѓубрива, во првиот период се врши детоксикација на почвата од тешките елементи кои што настануваат од примената на пестицидите и деонизација на почвата, значи ослободување од елементи како што се олово, кадмиум, например, конкретно овдека кај вас во вашиот регион, поради близината на Југохрам како индустрија, има прилична загаденост на почвата со хром, со железо, силициум, кои што се, мислам, над дозволените граници, а со овие препарати ние мислиме дека може да се направи ревитализација на почвата,
значи ослободува и на почвата од тие токсини. Нормално тоа не може да се изврши за 1 до 2 години, меѓутоа за период од 4-6 години веќе самите производители на земјоделски култури по самиот хабитус и вигор на растенијата во текот на вегетационата сезона, тоа се искуства во Европа, ги увидуваат предностите на овие биолошки производи, кои што мислам дека во моментот се тренд во светот, како ви нагласив во почетокот, како во фитофармацијата, значи во земјоделската заштита, така и во хуманата и ветеринарната медицина. Така, Еколинија е единствен застапник на овие органски препарати. Се занимава 4 години со ова производство. Колку е прифатливо од страна на земјоделците? Во изминатиот период нормално дека за да допрете до потрошувачите треба да излезете со јасна намера дека тие ќе осетат дека немате цел само да го искомерцијализирате како бизнис овие производи, меѓутоа да самите производители осетат во еден релативно кратек период, значи економски бенефит со намалување на употребата на пестицидите и вештачките џубрива, а во исто време да осетат и потреба, значи промена на свеста кај луѓето. Значи промена на свеста кај луѓето, затоа што овие производи се применуваат како во органското производство, така и во обичното конвенционално производство, значи во склопот на таа интегрална заштита кај растенијата, претежно во овоштарството и лозарството, каде што може да се вклопат и во хемиската заштита, меѓутоа треба да помине известен период кој што е точно одреден. Пример, еден временски период каренца од примената на овие препарати треба да поминат 8 до 12 дена, каде што во заштитата на растенијата би се вклучиле хемиски препарати и обратно, после примената на одредени хемиски препарати мора да поминат 8 до 12 дена за да се користат овие производи, затоа што се работи за живи микроорганизми и тие хемиски пестициди делуваат штетно на нив. Би сакал да нагласам дека при нивната примена карактеристично е неколку моменти на кои што треба да се обрни внимание. Примената е едноставна, значи се раствораат во нехлорирана вода, значи потенцирам водата во која што се раствораат мора да биде нехлорирана, затоа што хлорот има микробицидно дејство, а причи се работи за пробиотски млечно-киселински бактерии, кога тие би се уништиле во таа вода, значи не би го осетиле ефектот оној кој што го очекуваме. Друг битен елемент е посебно во растителната заштита, затоа што се работи за препарати со кисела pH од 3,4 до 3,5, мораат да се растворат во однос најмалку 1:10, значи однос препарат вода нехлорирана. Тој однос може да варира и 1:20, во некојаш 1:50. И значи потенциран посебно во растителното производство за таа кисела pH не би предизвикала некој штетување на растителното лисно ткиво и на другите органи. Исто треба да се внимава да не се употребуваат во растителното производство во фенофаза на цветање, затоа што вршат стерилизација на цветот и не би добиле оплодување на тие цветови, не би добиле плодови. Значи тоа би се избегнало во текот на ова интервју би можел понатаму да ви објаснам на кој начин, например со примена на систем капка по капка, значи не мора да се оди во фенофаза на цветање со фолијарни третмани, меѓутоа ефектот би се добил кога тие би се аплицирале преку систем капка по капка. Единствениот застапник во Македонија на органски препарати наменети за земјоделско производство со широка палета на производи од сега и во Полошкиот регион. Еколинија е лиценциран застапник и за органски производи кои се користат во сточарството и пчеларството. Иднината е во здравата храна,
која може да се добие само преку органски начин на производство, со производите на Еколинија. Со органските препарати на Еколинија добивате здрави земјоделски производи, похранливи, поотпорни на болести и на временски услови. Со производите на Еколинија истовремено се ревитализира и земјоделската површина. 072 276 469 е телефонскиот број преку кој може во секое време да се набават препаратите на Еколинија. На некој начин овие препарати што се тука на маса се замена за сите хемиски препарати кои што постојат во земјоделските аптеки. Може ли поединечно да ни ги објасните за какви препарати станува збор? Значи, имаме препарати кои, како што реков, генерално се користат во растителното и сточарското производство. Конкретно, овој препарат е Animal Biosa, Доктор М, кој што се користи во пчеларството. И тоа, конкретно сега во овој пролетен период, овој препарат се користи со апликација во шеќерниот раствор кој што го додаваат пчеларите на пчелите. Се препорачува доди со доза од 25 мл на една хранилка, значи едно додавање. И се препорачува негде да се даде на едно пчелно семејство во текот на годината 150 до 200 мл од овој препарат. Значи може да се додава во шеќерниот раствор. Се препорачува да не биде многу жежок. Може да се додава во погачите кои се додаваат преку зимскиот период, тоа што оди со 50 мл во погача. Исто се може да се додава во водата за поилките кои што се поставуваат на пчеларниците, затоа што кај нас пчеларите многу ја потценуваат улогата на водата во пчеларството, а посебно во пролетниот период, таа му е многу потребна на пчелите за одгледување на младото легло во пчелните кошници, за како што настапуваат потоплите денови во текот на пролет и летото, за одржување на микроклимата во кошницата. И додадени овие препарати во водата, значи во поилките на пчеларникот, ја превенираат појавата на заразни болести кај пчелите, како што е ноземата. Например, ноземата е прилично актуелна болест во последниве години во Македонија, поради тоа што посебно со нивната примена не само во прелетен период, туку и во есенскиот период. Меѓутоа, тука клучна грешка прават пчеларите што есенското прихранување се започнува многу касно. Значи, се препорачува во литературата есенското прихранување да започне негде од 1 август и да продолжи до 10 септември. Значи, кога се додаваат овие препарати и во тоа есенско прихранување, целта е да се изведат млади пчели, кои што ќе ја презимат зимата, значи тој долг период од 4 до 6 месеци. Пчелите кои што ќе го преработуваат шербетот тој период од 1 август до 10 септември, тие секако ќе изумрат. Меѓутоа, че имаме млади пчели со големо масно ткиво на телото, а една од причините ќе бидат и овие микроорганизми. Ослободени од спорите на нозема во нивниот дигестивен тракт, кои што се причини за масовни помори на пчелите во текот на зимскиот период, особено кога е долга зимата, кога е оставен неквалитетен мед, како што е медликата или медот кој што го прават од шеќерите кои што ги се опираат од пазарите по лубеници, грозје, тоа е најлош мед за презимување кај пчелите. Например, медликата е најдобар мед за луѓето за консумација, меѓутоа за пчелите е најнеубав мед во текот на зимскиот период. И кога ги додаваме овие микроорганизми во текот на пролетниот и есенскиот период на прихранување,
Во старт одиме на превентива и искоренување на можноста за појава на ноземата како паразитарна болест, чии спори се присутни во пчелната кошница, во дигестивниот тракт на пчелата, исто во земјиштето околу пчелните кошници. Исто се оди со примената на овој препарат се оди на превенција од појавата на различни габрични заболувања како што е варовото и каменото легло кај пчелите, од кои некои од нив и се зоонози, например каменото легло се пренесува кај човекот. Исто се оди на намалување на некои болести кои што се множни тешки за лечење или не се лечат воопшто, како што е американскиот гнилец, кој што е предизвикан од бактерија. И ден-денес во светот не постои можност за лечење на таа болест, меѓутоа со примената на овие препарати, причи ви кажав на почетокот, значи таа млечна киселина која што е финален производ на млечно-киселинската ферментација која што се ја предизвикуваат овие бактерии, присутни во овие производи, ги спречуваат урлежните процеси во келиите на восочните сотови кај пчелите. Исто така може да се направи хигиенизација, како што реков, на пчеларниците, значи се раствора 1 литар од овој препарат во 100 литри вода и се испрскува целото земјиште околу кошниците на пчеларникот. Преичи тука обично презимуваат, како и во сите останати гранки на земјоделието, причинителите на болестите, например на американскиот гнилец, на ноземозата, па и варовото легло, значи кои што се обично болести, ние мислиме дека се сега актуелни, меѓутоа тие се актуелни колку што е стара човечката цивилизација, а причи наша цивилизација е многу помлада од еволуцијата на пчелите. Фигуративно да ви објаснам, например, нашата еволуција, ако е 1 минута во едно денонојчие 24 сати, еволуцијата на пчелите се тие 24 сати. Само може да замислите колку сме ние, колку се тие супериорни во однос на нас. Меѓутоа причината за болестите што се појавуваат кај нив е човекот. Значи со својата лакомност, со својата непедантност при одгледувањето, значи не е превземањето на соодветни зоотехнички и ветеринарни мерки за спречување, односно пред се превенирање на тие болести. Колку овој препарат би помогнал, знаеме дека имаме многу лоша, да речеме, сезона со пчелите, нели, дожли во време и пролета многу касно се разводи. Колку овој препарат би помогнал за да имаме поголем род на мед? Помислам дека сигурно би помогнал, а никако не би одмогнал, затоа што и во почетокот ви кажав, ова се производи кои што немаат никакво негативно дејство. Значи не содржат никакви хемикали, немаат никакви генетски модифицирани организми. Конкретно за овој период, оваа зима беше прилично долга. Ланските приноси на мед беа многу оскудни, зависно од микроклиматскиот регион кај што беа пчелите во Македонија. Некои региони се фалија, некои не. И пчелите беа оставени во есенскиот период со прилично мали залихи на храна. Сега, како замена за таа храна, пчеларите ги користеа прихранувањето со шербет и поставувањето на погачи. Меѓутоа, таа храна никогаш не може да го замени природниот мед. Значи, природниот мед и поленот кој што го содржи природниот мед. Значи, повторно се враќаме на она присутноста на микроорганизмите кои што ги предизвикуваат полно позитивни, но и негативни појави и се причина за болести. Тука идеме до суштината, преска ме прашавте која е суштината на оваа технологија. Суштината е дека од сите микроорганизми кои што не обкружуваат на планетата Земја, било луѓето, животните, растенијата или пчелите, 5% се штетни микроорганизми, 5% се неутрални позитивни микроорганизми и 90% се неутрални микроорганизми. И сега дали овие 90% неутрални ќе ги направиме да бидат позитивни или негативни, зависи имунитетот. Било наш, било кај пчелите, било кај растенијата. И принципот, значи тоа е самата суштина на оваа технологија, на овие производи, значи одиме на подобрување на природниот имунитет. Кај сите живи организми, вклучително било растенија, животни или пчели. За другите производи, накратко, ако може... За другите производи, значи имаме во сточарството. Animal Biosa,
докторен кој што се употребува во сточарството. Значи тој се аплицира во различни гранки на сточарското производство, како што потенцира во говедарството, свињарството, овчарството, козарството. Значи се работи исто за препарат кој што ги содржи тие млечно-киселински бактерии. Самата примена е многу едноставна, значи се додава како адитив во водата за напојување на животните, меѓутоа повторно потенцирам не треба да биде хлорирана. Значи тоа е многу важно да го сватат идните наши клиенти. Значи за да имаме комплетен ефект на овие производи, водата која што се додава на животните мора да биде нехлорирана вода. Значи бударска вода, дождовна вода може да биде, меѓутоа нехлорирана од водоводите. Со овие препарати, конкретно Animal Biosa, се оди на превенција на болести кај животните поврзани со дигестивниот и тракт и респираторните органи, применети во исхраната кај животните и во водата за напојување, го намалуваат стресот кај животните, ја намалуваат појавата на маститисот кај животните, го превенираат појавата на зголемување на соматски клетки во млекото, кој што е клучен проблем во откупот на млекото кај нас во Македонија, затоа што млекарниците се заинтересирани да добиваат млеко кој што е со што помал број на соматски клетки. Исто така може да се превенира појавата на маститис со третман на вимето кај кравите, значи со овој препарат Animal Biosa растворен во однос 1:20. Меѓутоа тој третман мора да се направи после музењето, затоа што да не бидат присутни микроорганизмите во млекото кој што се продава. После со тој третман се превенира појавата на маститис, кој што е еден од главните проблеми претежно кај огледувачите на крави во говедарството. Така, ајде за уште еден производ кој што се користи во полјоделството да објасните. Да. Најчесто употреба, кој е тука од овие останатите? Во полјоделството ние имаме неколку производи Terra Biosa кои што се користат во полјоделството, во лоштарството, лозарството. Ова е тој најверојатно, така. Да. Значи се работи за производ кој што е составен од овие млечно-киселински бактерии и при неговиот третман, значи се прави реставрација на почвата, делува на зголемување на структурата на самата структура на почвата, зголемување на хумусот. Кај нас во Македонија е познато дека нашите почви се релативно сиромашни со хумус. Европскиот па и светскиот просек на хумус во почвите кој што е потребен за правилна репродукција на земјиштето во текот на една вегетациона сезона се движи околу 3%, кај нас тој процент е негде пола процент, значи 0,5. Сега конкретно овде кај вас во Полок може тој е поголем, затоа што Полок е поплодна почва во однос на Пелагонија и другиве подрачја во Македонија. Меѓутоа со употребата на овие препарати, значи одиме на создавање на поровка структура во почвата, забрзано распаѓање на органската материја и создавање на хумус во почвата. Потоа се предизвикуваат тивки ферментации во почвата кои што делуваат позитивно на останатите микроорганизми кои што се во почвата. Познато е дека кај нас ретко прават земјоделските производители агрохемиски анализи и обично се јавува при неправилно аплицирање на вештачките џубрива, а кај нас негде се неправилно аплицирани 70%, се прави еден дисбаланс на хранливите елементи во почвата, значи тие се присутни, меѓутоа растенијата не можат да ги користат затоа што еден на друг си се антагонизми. И при тој неправилен третман на почвите, било во штарството, било во полјоделството, се прави еден дисбаланс и покрај тоа што земјата ги има тие елементи не се достапни за растенијата. Со овие препарати ние ги правиме да станат достапни. Значи без разлика дали се прави агрохемиска анализа. Јас сум свесен дека кај нас луѓето уште долг период нема да бидат
да стекнат навика за правење на тие агрохемиски анализи. А фигуративно да ви објаснам како изгледа тоа, значи тоа е исто како ние сега кога ќе поидеме во некоја болница, да ни извршат анамнеза, диагноза, без да направиме лабораториски анализи на крвта и на други, пред да се даде терапијата. Истото и во земјоделското производство. И затоа кај нас, например, тие се многу мали нијанси кои што одлучуваат за повисоко производство. Дали ќе биде и квантитативно и квалитативно производството, било на жито, било на тутун. Потоа, овие препарати делуваат на спречување, како што ви реков во почетокот, на тролежните процеси во почвата. Пред се, значи во старт ги оневозможуваат оние габи кои што ги причинуваат тие болести на физиолошка слабост кај растенијата, како што се Питиум леварианум, Фузариум вертицилиум, и кои што во текот на расадо производството, посебно во градинарството, меѓутоа и во другите растителни производства се прилично тешки и комплексни за лекување. Исто влијаат на зголемување на микроорганизмите во зоната на кореновиот систем на растенијата, односно ризосферата. Влијаат на одржување на балансот помеѓу аглеродот и азотот во почвата, што посебно се јавува како негативна појава при кај нас се практикува, например, конкретно стрништата. После жетвата кај пшеницата да се оставаат цел летен период, дури некои ги горат. Тука често ги горат, да. Полошко. Пришто и она органска маса за која што велиме дека не е кај нас доволно застапена во почвите, на тој начин се уништува. Единствено нешто корисно е што на тој начин се уништуваат некои штетници како забрус, тенебриоидес црниот житарец или лема меланопус. Меѓутоа, штетата која што се прави со, и мислам дека во цела Европа тоа е строго забрането. Сега со примената на овие препарати, конкретно, ако се третираат, например, еве сега еден конкретен пример изземам, што мислам дека јас тоа го приметив дека и во Европа не баш не се применува на стружен начин. Например, додека житата кај нас не се ожнијани, самите растенија на пченицата со својот растителен хабитус ја штитат земјата од растителна евапорација, односно испарување на влагата од почвата. Кога ќе се изврши жетвата, обично оправдувањето на земјоделците е дека не постои начин да се извораат тие стрништа поради слабата влажност на почвата и недоброто неприспособлива за употреба да влезе земјоделската механизација и да го изора тоа стрниште. Меѓутоа, помислете, тој цел период во текот на летниот период, значи јули-август, таа површина како стрниште, колку уште влага испарува од таа површина на земја. И затоа ние препорачуваме прво после жетвата да се направи едно плитко култивирање на пред се да се истретира со овие препарати, да се направи едно плитко култивирање на површините со стрништа, негде на 10 до 12 сантиметри, да се испровоцираат семината на плевелите, за да есенскиот период, кога ќе израснат во текот на летниот период, да се изврши повторно третирање со овие препарати и да се направи едно длабоко есенско заорување. Зошто? При тоа длабоко есенско заорување, тие плевели се спуштаат на длабочина кај што им е многу потешко да виреат, односно да се појават во текот на пролетниот период. При третманот со препаратот Терабиоса после жетвата, значи еден третман после жетвата и еден третман пред есенското орање, во текот на зимскиот и пролетниот период се врши потпуна хумификација на тие стрништа, на тие остатоци од стрништата. И сега повторно се враќам на што ви реков, значи односот на јаглерот и азот е многу неповолен во тие стрништа. Значи има многу повеќе јаглерот однос на азот. И пречи велиме кај нас се почвите сиромашни со хумус, микроорганизмите кои што ги има во почвата и кои што треба да ја разложат таа огромна органска маса, немаат доволно азот за своји потреби, а не па да го хумифицираат тоа како органска маса. Со овие наши препарати ние 100-кратно го мултиплицираме тој
ефект. И главна, уште тоа би сакал да го потенцирам, дека во пролетниот и есенскиот период, ланската година беше прилично дождлива година, овие препарати се препорачуваат да се употребуваат во влажна аура, значи кога е облачно време, кога врне дожд, е уште повеќе мултиплицира. За поплавено подрачје корисно, најверојатно. Користа за поплавените подрачја, имавме сега неколку промоции во Пелагонија, причи таму е однесен комплетно плодниот почвен слој, негде од 20 до 40 сантими, и сега треба таму причи 4 пати поплава се случува, а овдека имате и овде такви површини покрај Вардар. Значи, препаратот Терабиоса можем да кажем дека еден од најпогодните што постојат воопшто во светот за ревитализација на почвите и враќање, односно реставрација на плодноста кај она биолошка. После поплавите. Да. Значи, нас ни е потребно да се врати биолошката активност на почвите. Така. Каде може да се набават овие производи? Вие чином сте единствен, како што реков, единствен застапник, сертифициран или нова полска... Значи, поседуваме сертификати од Европската Унија, значи од земјата Данска, кралството Данска, кај што се произведуваат културите на тие млечно-киселински бактерии, потоа сертификати од Република Полска, кај што се произведуваат овие препарати, и имаме исто дозволи сертификати од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, и мислам дека и од Дирекцијата за храна и ветеринарство, причи мислам дека Анимал Биоса, кој што се употребува во сточарството, подлежи под таа дирекција. Значи ги имаме сите потребни сертификати и сакаме да воспоставиме еден близок контакт со различните видови на производители во земјоделието. Им стоиме на располагање на луѓето со конкретни совети, затоа што како и во секоја терапија не постои генерализирање, генерализиран пристап во текот на лекувањето или третманот на почвата. Препорачуваме два главни третмани на почвата, есенски и пролетен, значи за враќање на плодноста кај почвите, и обично најмногу 3 до 4 фолијарни третмани. Така. Каде може да се набават и како да не некој начин ги употребуваат овие производи, затоа што нели знаеме земјоделците се лаици во однос на овој во Македонија новитет. Представништвото наше се најдува во Прилеп, на кај 9 септември 33А. Можат на мобилниот телефон 075 593 245 за конкретни информации да се обратат. Меѓутоа тука во Полошки имате дистрибутер? Да, во Полошкиот регион имаме дистрибутер. Телефонскиот број моментално оди во Кајро, да, кој сака да набави. Дистрибутерот во Полошкиот регион е човек кој што е запознат со самата технологија на овие производи и начинот на апликација. Иначе, како што реков, ако се користат стручно, примената е мощна и едноставна. Има исто така упатство за употреба. Да. Значи има упатство за употреба и, како што реков, во овој период, затоа што сме заинтересирани за стекнување на клиенти, значи стоиме на располагање, како што реков, да им овозможиме на конкретна програма за заштита и за третман на почвата кај производителите или за третман во сточарството. Може да ви се обратат во било кое време за стручни. Затоа што секој случај си е случај посебен за себе. Значи не одиме на генерализирање на дозата, на начинот на бројот на третмани. Секој случај си сака посебна да му се посвети внимание. Најверојатно и земјоделците би биле заинтересирани за цената. Во споредба, не мора конкретно во споредба со химиските препарати. Мислам дека цената ако се направат овие два третмани на почвата есенски и пролетен и тие 3 до 4 фолијарни третмани, од кои што да се да генерализираме за фолијарните третмани, еден се препорачува пред цветањето на растенијата. Значи ги избегнуваме фенофазата на цветање затоа што рековме се штетни по цветовите и вршат стерилизација. Еден третман одиме после цветањето,
еден третман во фаза на врзување на плодови, оформување на плодовите, и карактеристично што овие производи немаат никаква каренца, значи можат да се аплицираат непосредно пред бербата на производите, значи немаат никакво штетно дејство. Напротив, во некои производи како што се ягодестото овошје, јаболчестото овошје, пиперките, доматите влијаат на продолжување рокот на траење на производите, затоа што со нивната примена се зголемува биолошката вредност на тие производи. Значи процентот на сува материја, процентот на витамини, белковини, и тоа е главната разлика. Значи она што сакаме да направиме разлика помеѓу оние производи кои што напарза изгледаат убаво, меѓутоа се третирани со голем број на хемиски третмани и немаат голем век на траење, и овие производи кои што се добиваат, и мислам дека тоа е од суштинско значење за земјоделските производители да добијат производи кои што ќе бидат што повеќе органски произведени и кои што ќе имаат, например, конкретно кај нас во Преспа, со третманот на овие производи се зголемува, се продолжува рокот на траење, обично кај нас се чуваат во обични плодочувалишта јаболката, значи тој период се зголемува од 20 до 30, па може до 40 дена, зависно како е стручно направено третманот во текот на вегетационата сезона. Значи како се направени фенолошките третмани, уште важни се и почвените третмани, да ги спомнам. Есенскиот третман препорачуваме да се оди со 30 до 40 литри растворени во 400 до 600 литри нехлорирана вода на хектар, значи да се истретира земјиштето и да се заора. Пролетниот третман се оди со 10 до 20 литри на хектар, исто растворени во 400 до 600 литри вода, исто се врши култивирање на земјиштето. Значи најдобар ефект имаат овие пробиотски микроорганизми откако ќе се истретира земјата, да се врши една позитивно заразување на почвата со нив, значи со тенденција и цел да се добијат оние својства, карактеристики кои што ги напоменав, значи реставрација и ревитализација на самата почвена плодност и богатство, биолошка активност на почвата. Се користат, ве кажавте, во Преспа, во Пелагонискиот период, во другите, да речеме, региони во Македонија, дали има позитивни, нормални позитивни ефекти? Ќе ви наведам неколку примери. 2010 година во Преспа на еден овоштарник направивме еден, сега ќе ви го промовирам и тој производ, кој што е единствено од овие кој што има својство, е Терабиоса М+, кој што има својство на биолошки пестицид, значи покрај превентивно има куративно активно дејство на спречување на болестите и штетниците кај различни растителни видови. Таа година во Преспа мислам дека беше просечна година за појава на болести и штетници. Еден третман направивме кон крајот на јуни. Значи за примената на овој препарат карактеристично е тоа што мора да се направи еден третман претходно со обична терабиоса, за да можеме да го дадеме како биолошки пестицид при одредена терапија. Иначе тоа е фактички истата терабиоса, меѓутоа технолошки помината низ оштенна ферментација, значи за да се добие ударно дејство. Единствениот застапник во Македонија на органски препарати наменети за земјоделско производство со широка палета на производи од сега и во Полошкиот регион. Еколинија е лиценциран застапник и за органски производи кои се користат во сточарството и пчеларството. Иднината е во здравата храна, која може да се добие само преку органски начин на производство, со производите на Еколинија. Со органските препарати на Еколинија добивате здрави земјоделски производи, похранливи, поотпорни на болести и на временски услови.
со производите на Еколинија. Истовремено се ревитализира и земјоделската површина. 072 276 469 е телефонскиот број преку кој може во секое време да се набават препаратите на Еколинија. Еве како следно прашање, кои се вашите позитивни искуства од употребата на овие препарати во повеќето гранки? Па имаме повеќе позитивни искуства, например во овоштарството, во лозарството, во сточарството, кај некои сточарски гранки. Конкретно во овоштарството, позитивно искуство во Ресен. Имам искуство на јаболков насад, каде што се максимално редуцирани бројот на хемиски третмани во подоцнежниот летен период. Конкретно периодот јули-август успеавме со еден третман крајот на јуни со Терабиоса и после еден третман на 14 јули 2010 година. Тоа беше со еден третман на Терабиоса со Терабиоса канал М+, да го спречиме на нападот на лисен минер, црвен пајак во штарникот, појавата на флеки кај јаболката беше потполно комплетно стопирана и тоа беше за едно големо зачудување кај овоштарите во Ресен, затоа што успеавме за тој период, во тој летен период да ги ограничиме бројот на третмани со хемиски препарати. Исто имаме успех во лозарството во Неготина, каде што при голем проблем со сивото гниење кај грозјето, при неколку неуспешни обиди на лозарите во Неготинско да се справат со оваа болест, која што ги напаѓа гроздовите во вториот дел на вегетацијата кај виновата лоза. Како што реков, после неколку неуспешни обиди со третман на препаратот Терабиоса е потполно санирана штетата во лозовиот насад. Исто имаме позитивни искуства кај сточарите во поглед на квалитетот на месото кој што се добива од јагнината во овчарството. Кај пчеларите имаме големо позитивно искуство, посебно во која имаше масовни изумирање на пчелни друштва во пред 2 или 3 сезони. Значи, со употребата на овие препарати беше превенирана и спречена појавата на нозематозата и физиолошкото ослабење на пчелните друштва во раната пролет. Во однос на шталите на хигиената, дали тука има позитивни ефекти? Во однос на шталите се прави третман за разлика од анимал биосата, како што реков, кој што се додава во водата за напојување на животните или во храната. Со третман на Терабиоса, кој што го употребуваме во земјоделието, се врши хигиенизација на воздухот во шталите, значи да нема она миризба на амоњак, која што се слободува од изметот кој што е во шталите. После мирисот на сулфур водород во шталите, кои што негативно делуваат на здравјето и пред се имунитетот и делуваат како стрес кај животните, а нормално дека имаат голем ефект на намалувањето на квалитетот на месото и на млекото кај тие животни кои што се одгледувани во такви пред се штали кај што не се обрнува внимание на хигиената. Исто Терабиоса ја употребуваме во хигиенизација на џубриштата надвор од шталите кај што се исфрла тој арски гној и при тоа ја забрзува процесот на хумификација на арското џубре од нормални 6 месеци на 3 месеци. Значи за цели 3 месеци имаме забрзан процес на хумификација и при тоа е многу важно да се потенцира дека на тие џубришта едно што се губи она карактеристична неубава миризба, од друга страна се спречува појавата на
различни инсекти кои што се вектори на различни болести кои што се пренесуваат потоа на тие животни кои што се шталски одгледувани. Исто имаме голема позитивни искуства со Animal Biosa во производството на квалитетна силажа. Значи при третман на силажата со Animal Biosa се спречуваат трулежните процеси кои што ги предизвикуваат различни габи и кои што се присутни во јавноста под името афлатоксини и различни други микотоксини и кои што имаат негативно дејство на здравјето на животните. Значи со примената на Animal Biosa не само што реков млечната киселина ги спречува тие трулежни процеси, не само што се спречени, туку и самата силажа да бива добар вкус и животните ја сакаат како храна преку зимскиот период. Тоа би било вака во кратко. И уште едно искуство од минатата година во Прилеп. Причи беше прилично дождлива година. Имаше голем процент на скапаност кај тутунот, а скапаноста е фактички еден вид на трулеж кај тутунот, кој што предизвикуваат трулежни габи. Има неколку вида на скапаност, пеницилиум, аспергилус, ризобиум. Тутуните кои што беа третирани со терабиоса во текот на вегетационата сезона и кои што беа третирани непосредно или после бербата на тутуните, се примети големо намалување на процентот на скапани лисја во ке тие низи на тутуни. Карактеристично беше годинава за Прилеп затоа што обично во скелината причи се оди на зголемено производство на тутун, наместо на 1 или 2 реда, тутунопроизводителите го слушаат тутунот на 3-4 реда и нормално при онаа кондензација која што настанува од почвата и од тревата во текот на ноќниот период, скапуваат тие низи кои што беа најблиску до земјата. Имавме искуства кај тутунопроизводители кои што самите ни кажаа дека при примената на овие препарати приметиле дека драстично се намалил процентот на скапан тутун. А годинава беше голем проблем скапаниот тутун во Македонија, затоа што, како што реков, тоа негде од 30 до 40% се движеше од целиот откупен тутун. И тоа фигуративно исто како да Рек Битола работи цела година со 3 енергетски блока, еден енергетски блок да троши јаглена да не произведува струја, затоа што и символично целото тутуно производство во Македонија економски е вредно колку што е производството на Рек Битола во текот на една година. Така. Значи со овие препарати, ја мислам дека и во наредниве години потоа имаме искуство кај тутунот не се добиваат големи израснати лисја кои што одат во дополнителна класа, например се мачеле луѓето во текот на годината. Исто не се добиваат бледо жолти или бели тутуни, така наречени, кои што не ги сакаат откупните предпријатија затоа што кога го продаваат ферментиран тој тутун не влегуваат во тие хармани кои што се најдобро платени од странските купувачи. Така. Еколинија, значи, се занимава и со, да речеме, спречување на други еколошки проблеми, а тоа се пречистителните станици. Зашто станува збор? Еколинија исто е застапништво за пречистителни станици од најразличен вид, значи пречистителни станици кои што се користат за индивидуални куќи, за викендици, потоа за пречистителни станици за хотели од различна големина, одморалишта, потоа индустријски објекти како што се млекарници, млечни индустрии. Сега мислам дека и кајнаста легислатива постепено ќе навлезе, затоа што веќе во Европската унија не можете да градите нов објект со сите оние катастарски правила кои што ги исполнувате, а не е дозволено повеќе постоењето на септички јами, значи како замена за септичките јами се оди на понуда на пречистителни станици кои што не се многу скапи. Значи не се скапи кога ќе се направи една економска анализа она што се вложува и тоа што се добива во еден подолг временски период.
Иначе се работи за, како што реков, пречистителни станици од различен вид, кои што работат на многу едноставен принцип. Принципот на работа е повторно со микроорганизми. Меѓутоа, тука се користи микроорганизмите кои обично се предизвикувачи на анаеробни процеси кои што предизвикуваат непријатна миризба. Значи, ние му додаваме кислород и тие стануваат од еден вид на микроорганизми кои што предизвикуваат штетни процеси во сосема друг. Тие се истите микроорганизми, меѓутоа со помош на тај кислород кој што го додаваме предизвикуваат аеробни процеси. Тоа е нешто сличен како ефектот кај планинските реки. Значи, кога водата удира во карпи, се прават процеси на аерација на водата и затоа тука успева да живее пастрмката. А овие анаеробни процеси кои што и спомнав и се причинители на непријатна миризба или смрдеа, можеме да ги споредиме со низинските реки кај што течат и кај што се прават процеси на така наречена еутрофикација, односно распаѓање на интензивни анаеробни процеси. И на таков принцип работат тие овие пречистителни станици. Имате вградено во Македонија? Се заинтересирани? Помислам дека затоа што сме сега во почеток, сакам да понудам податок дека едно од главните поглавја кои што треба да ги исполниме ние како земја пристапник на Европската унија е поглавието за екологија и така нареченото Натура 2000. Според некои проценки, само во Република Македонија за инсталирање на тие пречистителни станици од различен вид, затоа што, например, постојат пречистителни станици кои што се планирани како нешто е во Прилеп сега за големи градови од 50-70 илјади. Тие се огромни потрошувачи на електрична енергија. Например, имате конкретно во Македонија многу туристички места како што е Мавровското езеро или Попова шапка, каде што тие фекалии од тие викендици и одат или во септички јами или пак директно се одат по планините, конкретно ќе ви кажам за Да. И сега преку почвените води се загадуваат, например, Мавровското езеро. После во кај нас околу Стрежевско езеро имате голем број села кои што немаат отпадните одат во тие акумулации, например, да речем и Тиквешко езеро. Преку Црна река сите фекалии од Прилеп Битол одат и тоа му фактички е како резервар на тие фекалии. Затоа настануваат во одредени години во овие рибници кои што се одгледуваат во тие езера, например крапка што се одгледува во кафезни системи, доаѓа до помор на рибите затоа што нема доволно кислород во водата. Значи, ние мораме да одиме на промена, исто, како што реков, промена на свеста за употребата на овие препарати, биолошки производи, исто на промена на свеста за градувањето на пречистителни станици, било во семејни кујичи, било во... Која е разликата помеѓу овие што се стандардни станици пречистителни и овие што вие ги нудите? Процесот кој што ми го објасните во градба, во... Разликата е во тоа што не трошат многу електрична енергија. Како што ви реков, тие кои што се разградувачи на тие отпадни материи се фактички микроорганизмите кои што ги носат тие фекалии со себе, меѓутоа ние сега само ги трансформираме од негативни процеси анаеробни со додавањето на тој кислород преку аерација да се прават процеси на распаѓање на таа органска материја и губење на таа непријатна миризба. Може ли овие станици се искористат еве во станици за пречистување на реките? Или? Може, затоа што, како што ви реков, со самиот начин на апликација, например, ако се применат околу Мавровско езеро или околу места кај што течат реки, а во близина имате викендици, при непостоење на овие пречистителни станици, тие викендици обично имаат септички јами, преку подземните води тие штетни микроорганизми се одат во тие водотеци, на тој начин ги загадуваат. А со обградувањето на овие пречистителни станици во старт ние блокираме таа појава, затоа што, како што ви кажав, самиот принцип на работа е на тој начин што
не користиме некои хемиски агенси ние при работата на тие пречистителни станици. Значи, тие пречистителни станици во својата внатрешност имаат една структура како што е пчелното саке ке пчелите, значи шестоаголни келии, меѓутоа многу раситнети. И на тие келии се нафаќа органска материја која што излегува како фекална материја од различните стамбени објекти. И кога му го додаваме кислородот при аерацијата, и тоа е единствениот трошок, значи тој потрошок на струја е за додавање на кислород на таа. И при додавањето на тој кислород го добиваме ефектот што ви реков на планинските реки. Значи се прави аерација и истите микроорганизми кои требало да бидат трулежни и да предизвикуваат трулежни процеси, ние ги трансформираме да вршат процеси на аерација и хумификација на тие органски материи кои што се во фекалните. Така, во Полошкиот регион има доста фирми, нели индивидуални објекти кои што би се заинтересирале. Каде може да се набават истиот принцип како например, можеме да тие кои што се заинтересирани за контакт би можеле да се обратат на истата адреса која што е наведов. Производителите кои што се од Европска унија на таа технологија стојат на располагање да дојдат на лице место за инсталирање. Мислам дека во догледен период ќе имаме обучени инженери кои што ќе бидат обучени во најкратко можен период да ги инсталираат. Значи, како што реков, се уште е во старт тоа. Значи, се уште е во старт и мислам дека конкретно мене ако ме прашате, мислам дека позитивниот фидбек повеќе ќе го во почетокот сега ќе го осетиме на ке пречистителните станици, затоа што конкретно мислам дека има полно луѓе кои што имаат развиена свест, знаат дека тие прописи мора еден ден да се инсталираат кај нас. Значи, замислете се, правите нов објект, било да е индустријски објект или објект за живење, зошто би се изложувале на финансиски трошоци ако сте веќе финансиски моќен да ги правите после извесен број на година, кога можете да ги направите додека трае градба, така. Да, додека трае градбата на објектот. Така, се надевам дека со користењето на овие ваши производи и пречистителните станици ќе имаме подобра почва и подобри производи земјоделски пред се. После извесен период од кога ќе почнеме да ги нудиме овие производи и конкретно на земјоделци кои што ќе увидат во Полошкиот регион, преди се работи за регион кој што има негде 250.000 население и прилично развиено земјоделство. Значи да оди во еден вид на контакт, емисија каде што позитивните искуства или негативните искуства со мотив да ги направиме позитивни би можеле во директна емисија на ваква да имаме еден контакт со тие луѓе и да му сугерираме на кој начин да го подобрат аплицирањето на овие биолошки препарати или примената на пречистителните станици. Така, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Спектар. Беше мило.